Sat i po, dva. Šta ćemo? Treba li da se zabrza ova procedura, da se namali vremето na čekanje? Pa bolje bi bilo kad bi bilo, šta ćemo? Takva je procedura, mora se. Na letovanje li se upatite? Da. Pa jedno 2,5 sata. Apel do nadležните da zabrza ova postupka? Pa ne znam, ovo je katastrofa. Strašno. Na odmor se upatite, na letovanje? Posjet u porodici. Užas. Su mali dečinja vo avto? Da. Strašno. Šta reći? Koliko vreme čekate? 2 sata i 10 minuta. Lepo, fino. Do sada da li se slučilo da čekate toliko dolgo na granicama? Ne, do sada ne. Ovo ideja o jedinstvenoj granici mislim da je potpuni promašaj. Verovatno su potpisali političari koji nikad nisu prošli ovde, pa zbog toga im se činilo kao dobra ideja, znači totalni idiotizam. Glupo živ. Mnogo smo manje uvijek čekali kad su bile 2 granice. Mislim da je pametnije bilo da se odve, ali dobro. Mi se obični narod nikad ne pitamo, tako da... Na letovanje se upatite? Da, u Grčku, malo. Srećen pat. Hvala puno, sve najbolje. Имаше да е забрзано со оглед на спојувањето на еден граничен one-stop shop. Требаше да е побрз протокот. Побрзо гледаме дека не одит. 2 сати сте тука. Колку време чекате на границава? Околу 2 сата. To je to. Требаше со оваа постапка едно застанување на двете граници да се забрза минувањето, меѓутоа гледаме дека Mi smo na godišnjem odmoru, nama se ne žuri nigde. Така, не брзате. Ne žurimo nigde. I u godinama smo kad ne treba da se žuri. На летување се упативте? Da, na letu. Среќен пат. Hvala. Пријатно. Денес имавме на работна средба овде на граничниот премин Табановце на иницијатива на председателот на Стопанската комора, господин Бранко Азевски, заедно со директорката на Царинската управа, со директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство и со нашите соработници да ја разгледаме состојбата пред се и во делот на иницијативата Отворен Балкан, да видиме како се одвиваат работите, што е тоа што треба да подобриме за во иднина, да имаме и подобри резултати и ефекти од сите иницијативи кои што заедно ги сработивме. И мислам дека ова е корисна средба. Се договоривме прво да имаме редовни вакви средби на оперативно ниво во кои што ќе се разгледуваат состојбите на граничните премини и подобрувањето на условите. Морам да констатирам дека оваа година, за овој период од 7 месеци, во споредба со 2021 година, на ниво на државата имаме зголемување за 45% на влез и на излез на патници на возила. Што се однесува до граничниот премин Табановце, зголемувањето на влез и излез имаме 30% на луѓе, на патници и на возила. Тоа е една голема бројка со која што се справуваме сите ние заедно. За нас е посебно важно да овозможиме и подобри услови во делот на компаниите наши, во делот на бизнисот и на подобрување на условите за извоз, бидејќи секоја од државите треба да се стреми што е можно повеќе да биде извозно ориентирана, и тоа е целта на Стопанската комора, да помогне на компаниите во Република Северна Македонија. Денеска, минатите неколку денови работевме на отварање на 2 нови ленти кои што ќе работат овде на граничниот премин Табановце.
и тоа веќе се реализира се со цел да имаме полесен и побрз проток. Меѓутоа, еден општ заклучок на сите нас е дека најважно од се е сите институции, сите заедно да работиме на приближување кон членството во Европската Унија и на тргањето на границите. Тоа е крајната цел која што треба сите заедно да ја постигнеме. Секако дека вложувањето во инфраструктурата на граничните премини исто така една од компонентите која што може да допринесе малку за побрз проток на патници на стоки. Тоа е нашата цел која што треба да ја постигнеме понатаму. Дигитализацијата исто така која што многу ќе помогне во овој дел. За тоа веќе ќе говори директорката во наредниот период што е тоа што треба да направиме. Целосна дигитализација на системот, на институциите и на тој начин да се помогне заеднички и на граѓаните и на бизнис заедница. Штом втор пат се среќаваме на овој граничен премин оваа недела, фокусот на институциите, на Царинската управа, на Министерството за внатрешни работи, агенцијата и другите надлежни институции е голем и работиме максимално да обезбедиме сите неопходни и потребни услови во овие горештини летни, во најголемиот шпиц на годишните одмори, да обезбедиме што побрз проток на патници, но и товарни возила. Во таа насока сакам да истакнам дека дадовме и голема поддршка на Стопанската комора во рамките на еден проект кој што тие го спроведуваат, во кој прават анализа на протокот пред се на стоките и на товарните возила преку овој граничен премин. При тоа, наодите кои што тие ги имаат, ние стоиме на располагање и сите констатации излегуваме во пресред што побрзо да бидат надминати. Една од забелешките која деновиве проциркулира беше и тоа дека едната од лентите за отворен Балкан не функционира. Во таа насока би сакала да споменам дека тоа веќе не смее да биде проблем. Ние направивме интензивни активности со Министерството за внатрешни работи, меѓутоа и со колегите од Србија и веќе овозможивме уште 2 нови ленти кои што досега беа на излез, да се применуваат за влез, со тоа што 2 ленти за товарни возила ќе бидат непречено во функција. Она што произлезе од денешниот состанок за во иднина е да воспоставиме сериозна електронска сигнализација на граничниот премин, со тоа што во било кој момент, кога нема да има пополнетост на возила од одреден тип, само електронски да може да се изврши означување и самите возила да се преструктуира. Така да сите овие работи сметаме дека ќе придонесат на забрзување. Во моментот функционираат 10 ленти, тоа 2 за товарни возила, една е за автобуси, која повремено се користи и за патнички возила и уште 7 ленти за патнички возила. Како што рече министерот, бројот на возила е огромен, зголемен, сме во самиот шпиц на сезоната. Она што би сакала да го најавам како една друга новина, многу значајна во олеснувањето на царинските постапки, а во делот на дигитализацијата, е тоа што од 1 октомври планираме да ставиме во оперативна примена една многу сериозна измена на увозната царинска постапка, која ќе овозможи за 1 час, доколку е поднесена правилно декларација која ќе ги пројде сите автоматски контроли, доколку е подмирен царинскиот долг, стоката по автоматизам без никаква интеракција да биде пуштена во слободен промет. Денеска во организација всушност на Стопанската комора на Северна Македонија како покренувач на една наша иницијатива, идеја и присутност на граничниот премин Табановце во текот на месец јули. Иако тоа го најавивме претходно на пресконференција, наши тимови и екипи вработени од комората се секој ден присутни на граничниот премин.
Тоа ќе продолжи во текот на месец август, а целта ни е согледување како се одвиваат постапките и согласно тоа како се движи протокот на стоки на овој граничен премин. Можеме да констатираме, а тоа денеска го споделивме и со министерот за внатрешни работи и со директорката на Царинската управа, дека од она што се генерално наши согледувања и споделени информации од екипите кои што беа присутни на преминот, но и од страна на укажувањата на лице место од транспортерите, царинските застапници и сите учесници во царинската постапка, дека во главном проблемите кои што се од инфраструктурен карактер, на кои што би можело да се влијае и да се работи во наредниот период, за да може да се функционалноста некако на самиот граничен премин повеќе да се зголеми и да имаме намалена гужва на чекање и време чекање на премин на товарните возила на самиот граничен премин. Друг момент кој што исто беше опфатен е процесот на дигитализација, иако има и се во функција современи дигитални системи во кои што работат царинските службеници, меѓутоа сепак има простор и во соработката нели со инспекцијските служби, тука да се направат и дополнителни корекции и унапредувања се со цел системот да биде поефикасен. Воедно договорено е да се воспостават тимови, односно да имаме екипи за по еден представник од секоја служба кои се инволвирани во надворешно-трговското работење и од страната значи на полицијата и на царината и на инспекцијските служби и на комората, за да може оперативно секој ден да се работи на отстранување на сите детектирани пропусти кои што се случуваат на терен, се со цел флуктуацијата, односно преминот на товарни возила пред се она што ја засега бизнис заедницата да се одвива непречено. Тоа што и ние на почетокот утврдивме дека не секој ден од нашето следење е во функција линијата за лентата за отворен Балкан, секако дека си има разбирање и дека граѓаните доста чекаат на граничниот премин со оглед на летната сезона, но сепак и бизнисот има на некој начин приоритет, посебно ни треба да се занемари и превозот на онаа лесно расиплива роба која што не може да чека и не може да се дозволи да биде во функција само една лента.